Цело време досега гледаме лажна конструктивност на власти на ВМРО-ДПМН во однос на нашиот предлог за буџетски заштеди и владата конечно да се вразуми и во оваа криза, во оваа сиромаштија да се однесува разумно и на народот и на стопанството да му даде да живее. Додека со денови, конкретно и вчера, го убедуваме министерот за финансии, му нудиме аргументи, му нудиме предлози да се скрати буџетот, бидејќи тоа мора да се направи за овој народ и за ова стопанство, за оваа економија, овие од власта ја премина буквално секоја линија. Вчера, додека ние разговараме, тие, тајно, од ден за ден, не само што не го намалија својот луксус и потрошувачка, туку се задолжија за нови, верували или не, 100 милиони евра во еден ден. Во еден ден. Во еден ден, тајно, од ден за ден, на вонредна аукција за државни харти од вредност, без најава, како што тоа и треба да биде. Само во еден ден, еве ги официјалните податоци од Министерството за финансии, земале нови 100 милиони евра и ја задолжиле оваа држава, овие граѓани, оваа економија. Ова што го прават е дефинитивно безусу, дрско, безобразно и тие веќе ја прават Македонија држава идентична на Грција. Веќе влеговме во грчкото сценарио. Ако си има во предвид колку се задолжија пред 5 дена и колку планира да се задолжат за 3 дена од сега, или само за една недела потенцирам, тие ја задолжија државата внатре за нови 125 милиони евра. Има ли крај на ова лудило и на овој лоповлук? Ова што се случува е безобразно, дрско и ненародно. И затоа сакаме на ваков начин да информираме јавноста дека ова што го прават дефинитивно не убедува дека попуштање, договарање, пазарење, ценкање со парите на граѓаните ниту сме мислеле, ниту ќе има, ниту пак тоа е нашата намера. Имаме намера оваа влада да ја натераме да се однесува поинаку. Од тие причини, повторно ќе отидеме на координацијата во 13 часот. Ќе ги прашаме зашто им требаат овие 125 милиони евра. Што се случи, што изградија, што инвестира во оваа недела дена или пред еден месец, или што планираат за да ги земат овие 125 милиони евра од македонските банки и од македонските фирми. Дополнително, за последен пат, ќе го предупредиме и ќе побареме од Ставревски да го прифати нашиот предлог за буџетски заштеди од 204 милиони евра. Тоа е нашата прва и последна понуда. Тие се на потек. Очигледно, овие луѓе од власта дефинитивно немаат дусу и дефинитивно имаат намера да ја банкротираат целата држава, секој наш граѓанин и стопанство, само за да трошат на барок, на фасади, на споменици, само да трошат на коли, на луксузни патувања, едноставно сето она што значи нивен луксус и криминално богатење на нивната екипа. И затоа денешниот, вчерашниот и утрешниот одговор на нив ќе биде дека тие се лопови. И нема да им дозволиме и понатаму да ги крадат парите на македонските граѓани. Лопови! 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 Повеле, име дали прашања, ако воопшто овдека може да се говори за некакви прашања. Бидејќи ова што се случува дефинитивно ги надмина сите граници и на устав, и на закон, и на деловник, и на здрав разум. Затоа ќе не гледате до крај во оваа сала на начин на кој што започнавме.
нема да работи законодавно-правната комисија и да го крши законот, уставот, деловникот и да овозможуваме нови задолжувања. Ке продолжи да работи комисијата за финансирање и буџет, за да ги убедиме да се повлечат од ова грчко сценарио во режија на Никола Груевски.